Со нас е Владко Соколов. Ви благодарам што прифативте да бидете со нас вечерва. Вие пред една година ја губите вашата ќерка Стефанија. Примете искрено сочувство од целата наша екипа. Вие сте и полициски службеник. Кажете ми, каде ве дочека веста? Како дознавате за пожарот? На 16.3 требаше да идам прва смена на работа, 8 до 16 часот на работа. Телефонот ми звоне од 3:42 сабаље. Пи сега жена ми вика, кој звони во тоа време? Гледам го отвор на телефонот, гледам колега звоне. Викам сега, овај што, нешто е грешка. И отварам телефонот, викам кажи, вика дова и вика тука диското се запали, вика има жртви, има повредени. И жена ми вика, леле и Стефанија е таму. А униформата ми беше спремна од вечерто, среден се за 3 минути бев готов, спремен и викам јас заминувам, одам да видам што е. Жената, ја додека се облачав, додека облачав униформата, жената упорно звони, вика не е доставна Стефанија. Викам повторно звони. Повторно звони, па вика не е доставна, викам ајде одам ке видам та. Што е работа, викам ке ти известам. Дојдем до станица, ама не уламо станица. Го гледам колегата надвор, ги известува другите колеги, пуши цигара, викам што биде, вика оди, вика у болницата, вика диското се е завршено. Тоа е било се завршено. Вика оди болницата, ама колата остави, вика подалеку не можеш, вика да поминеш, вика таму има многу возила, брза помош, приватни возила што разнесуваат повредени. И викам добро. А вика ако сакаш ти дојди, вика тука у дежурна, вика ја кидам. Викам не ја кидам. А ние знаевме дека детето ќе е на диско. Од вечето ни кажа дека ќе идеме на диско. И викам ќе одам таму. Оставам колата на неколку 200-300 метри подалеку, да не смета на другите превозници што и носат децата. Одам таму, има што да видам. Народ. Возила. И гледам ги тројца колеги само ги тргат народот да можат возилата да минат, да улават и да излават, да им носат по други градови, по други болници. И тука помогнав. Натре колегите прават кордон. И треба, вика, јавуват ми се, вика, дојди, вика, земи уште еден колега, вика, дојди, повеќање ни треба. Земав уште еден колега, идеме, правиме кордон. Ја не знам, знате што има, што чувам. Не знам, знате што чувам. Тие само познаници, вика, де само да влеземе, да ги видиме, може да се живи. Викам, доктори има, викам, сега ги лечат, ја ги тешам. А не знам што, ја мислев стварно дека доктори ги лечат, врзуват, изгорени со. И додека ќе објаснувам ја луѓето, гледам количка со леш покриен. Колегите прават кордон место да влезе количката, истоварат го леш и се заминува количката. После 5 минути, втор леш до нас. Више тука мене не погоди нешто. Нешто не ми беше јасно. Го напуштам кордонот, а пошто го знам тај дел од болницата, сум бил најмалку 50 пати на обезбедена обдукција. Таму ги прават обдукција на телата, на починатите. И го знам тој дел, добро. И ги отворам двете врати и имам што да видам. Хорор филм, тој филм. Сите сме гледали хорор филмови. Сите се наежуваме, натажуваме, вознемирени. Ова не беше хорор филм, ова беше нешто што нема да го забравам цел живот. Млади деца, машки, женски, постелини. Ниедно не беше изгорено. Само беа исчадени тука на носо што се вдишували. Има црнчат. На некој имаше пења од устата. Имали тешка смрт се имали тие деца. И гледам лево, десно, викам што. Гледам да најдам детето. Гледам нема го, одам полека, пазам да не ги газам што ако се мртви тела. Добро и свака част на болничарите што не ги натрупаа едно врз друго, сите беа добро постелени.
наредени едно до друго. Тоа ние сите вработни немам збор, сваки час сите трчаат, сите се ангажира колку може, а максимум дадоа се од себе. И полека кој што водев таму, а знаев ќе ми што ќе биде облечена. И тоа доаѓа како на ќоше, викам тука нема, викам ќе видам само ќошето да видам. И само што го поминав уште 2-3 чекора, гледам неинзината кондурка, викам готово, не. И како идам таму, на целата, што е таму, лежи уствари. Видео немат ништо, пулс нема ништо. Вие сте во униформа во тие моменти. Униформа, да. Што правите, што одлучувате? Тоа се можеби најтешките моменти кои што нема што да одлучувам. Ја само видов што е више, искачам право место на кордон и оставам ги колегите сами на себе. Што ќе бранам ја? И колегите одат по мене, мислат дека ќе направам некоја глупост со пиштола, со оружје, со ова. Засне, викам одаме ја. И викам теви, тоа посачува што ви таму. И застанав таму до пред една кола и меѓу време жената ми се јавува, викам кажи, викам што? Вика Недели Стефанија, викам Недеќа мртва. Како бе така? Викам што кажав ја? Одам колата, шпринтак е колата. Не знам што ќе пад, нема. Одам колку што може најбрзо трчав на колата за да идам дома. Колата газам, немаше возило, немаше народ натаму. Доста брзо стасав дома. И кажам не е верно. И на мене ми верно. Мисле па да се враќам, ама тоа е тоа. Очите што видат, не може да ми излажат. Утрото се вајле, нека 8-9 саат, почнаа да ми се кажуваат, да ми се јавуваат пријатели од секаде. Ама не знаеја они, само ме питат каква е ситуацијата во Кочани, што е во Кочани. Вика мојата ќерка загина. Како бе така? Тоа, готово. После тоа одим во болница со жена ми на препознавање. Може не е она. Луѓе што ми кажуваат, не, викам, она е. Ајде идете видете, ајде ќе идеме ќе видиме. Она со една инекција, со 2 инекции, па не можеше да влезе. Она само што ќе отвори вратата, кога ќе види таа гледка, тие поштени деца, она тука ќе падне, на самиот почеток на вратата. И колегата од крим техника што беше слекал, и вика подобро вика да не влегуваш. И главната сестра што беше таму на работа, вика се знаат он него. Вика добро, вика аце, вика подобро да не влегуваш. И колегата вика де ќе ти покажам слики што сум снимал, вика што сум слекал. И вика тоа е, готово. И не влезе, така. Тоа беше целата таа кобна ноќ. Тоа беше за сат и по време што видох самиот, без да ми каже никој ништо. Пошто не знае, ако знае, нема да ме викнат од дома да пружам помош на другите. Те трагедија за градот. Мало градче, голема трагедија на светско ниво. Дека има милионски градови, тоа ја седици, во една седици. Таа. Која беше Стефанија? Какви интереси имаше? Беше амбициозна. Сакаше да заврши медицина. Беше упорна, беше борбена. И сакаше да шета, сакаше да помага на луѓето. Волонтираше во Црвениот крст. Да, имаше средно медицина завршена. Запиша се на факултет и волонтираше. И како што ми кажа дека она помагала у диското. Она ми помага на диското. И на крај неја се ја нашла надвор пред диското, пред вратата, меѓу 2 другарки, главата уште била малку жива, мислам у кома, ама уште била жива. И тука еден пријател века, ја видов, ме познав, качи во колата и по патот на болницата, испушти душа. Вика па на главичката. Тоа е. Лошо. Болка, добро. Времето не минува. Мислам дека
Но ова се деси пред една недела. Стоел место, време. Тоа е болката. Владко, ви благодарам што одвоивте време и во овие тешки моменти вечерва бевте со нас. Уште еднаш искрено сочувство до целата ваша фамилија. Бидете живи и здрави и она што Стефанија сакала да биде и да го исполни и низината мисија за хуманост, да помогне на другите, да помага преку белиот мантил, преку волонтерството. Продолжете го вие и правете го тоа за неа. Ја сочувствувам сите деца загинати. Бог да ги прости, нека почиват во мир. Ваква трагедија више да нема. И вакво нешто на никој не му се деси. Ви благодарам на вас за поканата. Ви благодарам. Почитувани, отвореното студио продолжува. Слушнавте расказ од прво лице. Следува разговор за првите моменти од трагедијата, но низ заголот на пожарникарите. Како тие се справија со огнената стихија, како интервенира, како се мобилизира и што една година подоцна, дали се промени нешто и кои се лекциите кои што ги научивме. Останете со нас, се враќаме за кратко.